Почитуван колега, почитувана јавност, самото Арбра, Адеми, тоа реплика што на вас кажавте, е. Сејте, слушајте реплика. тоа што кажавте дека сте имале тесна соработка од аспект на образованието со колешката Ласовска, ми дава за можност да верувам дека сте имале исправна и реална идеја како сакате да го потрошите овој заем со оглед дека бил планиран уште во ваше време. Ама за жал, по она што ве слушав, она што го слушнав од вас и од она што го читам од документите кои што ни се дадени, морам да кажам дека вие сте замислиле едно, а овие прават сосема друго. Почитуван министер, треба да знаеме, пратеник да се извинувам, треба да знаеме дека ова се заеми, ама не се грантови. Тоа значи дека се што ќе се земе од овие 21,5 милиони треба да се врати назад. Кога се задолжуваме за вакви работи, особено за оние кои што се трошоци кои што треба самите министерства, едното тоа кое што сте го управувале вие, знаете дека се режиски трошоци, дека самото министерство во сопствениот буџет треба да има средства за овие работи кои што се задолжуваме. Неопходно е отварање на општа дебата на сите чинители, дали во министерството, дали надвор од тоа со финансиски експерти, за да во држава која што е волку задолжена, особено во пандемија, на крајот од денот да видиме дали ова задолжување е оправдано или не. Од она кое што е општ впечаток е дека голем дел од овие средства, без разлика што вие сте планирале поинаку, ќе се потрошат на концепцијата на Мила Царовска, автохтоната и автентичната концепција која што ја смислуваат Мила Царовска и Зоран Заев. Има од таа јавна расправа која што имавме две силно спротивставени мислења. Првото е за овој концепт за основното образование е дека е поддржан од Министерството за образование и наука, дел од Бирото за развој на образованието, Сдруженијето на директори на основните училишта, одредени професори, од кои што морам да нотирам тука дека беше на состанок кај министерката да го поддржи концептот и разрешената директорка на средното училиште Никола Карев, а од другата страна можевме да видиме дека концепцијата е неприфатлива за МАНУ, за Сенатот на УКИМ, за одредени факултети и институти, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик, многу интелектуалци, новинари и родители. Ако ние земаме 21,5 милиони евра и ќе ги потрошиме на нешто што нема врска со основното образование, на нешто во кое што самиот закон има големи недоречености, заради тоа што се споменува и средното образование, заради тоа што каква врска има за закон за основно образование, нешто кое што треба да и формирање на проектна единица каде што ќе се вработуваат партиски кадри, со ова што е ставено тука. Овој заем, покрај тоа што ќе ја задолжи оваа држава, ќе генерира и понатака силна поделеност во образовната сфера на ова општество. Арбара, Адеми, контра реплика.